Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Намалување на цени или на маржи? Владата денеска ќе ги разгледува предлозите. Дневниот центар Ѕуница доби донации од 2 прилепски училишта. Независниот театар Златен елец синоќа гостуваше во Прилеп со представата Хинкеман. Полицијата за само еден ден изрече 500 казни за сообраќајни прекршоци на патиштата во Македонија. Времето денеска променливо, облачно и студено. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Трговците ги доставија предлозите за намалување на цените до владата, до Министерството за економија и до Пазарниот инспекторат. Предлог листата од продукти за намалување на цените денеска ќе се разгледува на седница на владата. Од владата соопштија дека доставени се 2 предлога, едниот е за намалување на маржите, а другиот за спуштање на цените на одредени прехранбени и непрехранбени производи. Листата со продукти која ја составија трговците надградена со над 140 производи со маржа од 3 до 15%. Лебот, млекото, овошјето, зеленчукот, зетинот, како и средствата за хигиена да бидат поевтини еден месец, со што би се опфатиле и верските празници, Великден и Рамазан. Според неофицијални информации до Министерството за економија пристигнати се различни предлози од повеќе места и од дистрибутери, но и од повеќе маркети испратиле листи со производи кои сметаат дека можат да ги поевтинат. Но и покрај многуте варијанти на седница на влада ќе се разгледуваат само 2 предлога. Проблемите со цените веќе подолго време се провлекуваат. Континуирано се подобруваат условите за престој и работа во дневниот центар за лица со посебни потреби Ձуница Прилеп. Покрај општествено одговорните компании се вклучуваат и прилепските образовни институции и помагаат во рамките на нивните можности. Денеска нашиот дневен центар е со многу потопли простории благодарение на донациите од Музичко училиште Прилеп со финансиски средства во висина од 50.000 денари и Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп со финансиски средства во висина од 20.000 денари, информираше Зоран Малковски, директор на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Прилеп. Со добијаните донации набавен е електричен котел кој што е ставен во употреба, со што се подобрени условите за престој на корисниците во објектот на Ձуница. Независниот театар Златен елец синоќа гостуваше во Прилеп со представата Хинкеман, воена драма на Ернст
Толер во режија на Тамара Стојановска, а се играше во рамките на Недела на театарот за одбележување на 75 годишнината од постоењето на Народниот театар Војдан Чернодрински Прилеп. Представата Хинкеман од театар Златен елец помина одлично во Народниот театар Војдан Чернодрински по повод јубилеот 75 години. И тоа за мене беше од голема важност и значење затоа што моите почетоци се од 2003 во овој театар. Му посакувам уште многу успешни години, нова зграда, многу нови актери, вработување, она што му е потребно на овој театар да го врати комплетниот сјај. Се надевам дека публиката ја свати главната идеја што ја носи главниот лик Джин Хинкеман и самиот автор и текстот како таков, дека треба да сме многу подобри еден кон друг и дека не треба да осудуваме нешто што можеби не го разбираме до крај. Полициските службеници во текот на вчерашниот ден на 796 учесници во сообраќајот им издале платни налози, а наплатени биле 500 платни налози. Дури 338 од овие прекршоци вчера се однесувале на неправилното паркирање, а 145 случаи за непочитување на пропишаната брзина на движење, соопштуваа денеска од Министерството за внатрешни работи. Во однос на прекршоците по основ на неносење сигурносен појас и говорење на мобилен телефон при возење, евидентирани биле 50, односно 31 прекршок. Полициските службеници детектирале 58 лица што учествувале во сообраќајот без возачки дозволи, во 8 случаи откриени се алкохолизирани возачи, во 4 случаи возачи минале на црвено светло, а во сообраќајот учествувале и 15 нерегистрирани возила. Од Министерството за внатрешни работи соопштуваа дека ќе продолжат со интензивни сообраќајни контроли на патиштата низ државата. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со повремени слаби врнежи од снег. Ќе дува слаб до умерен, а кон крајот на денот и во текот на ноќта засилен ветер од северен правец. Минималната температура во Прилеп се спушти до -5, а максималната изнесуваше 5 степени Целзиусови. Од утре, среда, облачноста ќе се намали и ќе преовладува стабилно и студено време со ниски утрински температури, кои насекаде ќе бидат негативни, а наместа ќе се спуштат и под -10 степени. Ќе дува засилен северен ветер. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.